За авионски карти по човек, додека ова девојче толку му треба за да живее нормален живот. Ти ми избориш колената, те болеле. Абе да, што зборувате вие бе? Па зашто не му даде 25.000 евра на девојче? Со СМС пораки да се лечиме, не сте нормални бе. Кого браните бе? Што браните? Што оправдувате? Тебе те Тоа болат за колената? колената што го болат. Тебе те болат ли колената? Мене не. Не? Ја не коленичам. Мислиш дека тоа е причината Па вистинска? претпоставувам. Имаше некои Не можам да спекулации, знам. ладна вода, ај пушти таа сликата кај што е у вода да не Пошто- го пресекло. Пошто нешто друго нема како можност, се качува по планини, вежба у теретани, сами откажува дека спортува скока, кошарки, мошарки и сега наеднаш кога треба 5 бона да плати карта државата, односно ја и ти за него, тоаш го болат колената. Ова беше една приглупа досетка за да направат демидж контрол. Ево, У пиарот се викава. ево. Ова е Damage моментот кога control. го пресекло. Да. Ево тука Тоа е може да теоријата. да. Да. Од тука веќе почиња Значи, бизнис класа. ја би бизнес сакал класа, ова малку бизнес да го класа. расчленам. Ајде. Значи, ова е само приглупа досетка, повтор пат ќе кажам. Ќе повторам и у Cyber команда во сабота. Затоа што они сметаат сега, штом да објаснуваат, пошто знам како функционира пиар и креирање на наративи, штом да објаснуваат, они имаат измерено дека трпи паѓање на рейтинг на ова точка. Сите точки на кои што се дообјаснува да знаеш дека смета дека му паѓа рейтингот. Има среќна околност што од другата страна има Филипче и екипа како Филипче и може да прави што сака да здисува, но генерално не постои човек во Македонија кој што има валјда над 30 IQ, да не речем над 80, што може да ја купи приказната дека он се возел у прва класа и 5000 евра платил само за него, само за еден лет. Значи сите се возеле у бизнис? Да расчлениме. Сите не, сите една карта, ама една сите си карта е имаат возено. 5000. Не се Да. сите. Една карта, треба да објасниме на луѓето. 5000 или 4 колку е еден лет до таму и назад за еден човек. Ако се 5 души што летале така, тоа се 25.000 евра. Значи треба да објасниме убаво пластично на луѓето да сватат. Еве кој Па не видам ја еве кој човек поверувал, еве има еден кој што верува или Давид Симоновски, дали некогаш сте летале повеќе од 8 часа? Ти си летал, така? У Америка да. Да. И У те обична болеа класа. колената? Јас сум бил дипломат, па сум летал со обична. Со обичта си летал? Да. Не со бизнес? Секогаш. А колената не те болеа после? Па не. Види, дај пушти ја другата слика кај што клечи да не тамо случајно ги повредил коленцата. Ајде видиме. Види, тука на ова беше многу моќен настап. Овој настап беше Локо, Само да се докажа. Овој настап беше кога ветуваше дека ако предаде, дека треба да има сериозни консеквенции по неговиот живот, ако предаде подносно името, се кажа Северна, ама Локо. Вика as an Albanian living in Skopje. Океј, ќе те со превод ќе те читам. Како албанец кој што Не ќе живее на во македонски да напиша. Како албанец кој што живее во кој што живее во Скопје, можам да ви Штом кажам не дека раз- радикалниот штом не разбирам. ислам не доаѓа од иваза или од од парите на арапските шеици, туку а лидерите некој на иваза се опортунисти. само се опортунисти. Практицираат moderated ислам. Moderated ислам е верзија Умерен. умерен ислам. Целиот религиозен радикализам доаѓа од радикални албански сколарс, како да го преведам, учители, Учител. верски учители. верски учители кои не се контролирани од иваза и кои се платени 100% од Србија. Тука не можам брат да се согласам со тебе, но може да се направи некоја лонгшот идеологија поврзаност помеѓу Влен, Курти, Вучич, Мицкоски. Ако го смета Косово за дел од Србија. Ако го смета Косово за дел од Србија, да, апсолутно. Мислам дека И може и Нови Пазар. И И Нови Нови Пазар, Пазар да. има. не можам да се радикален согласам дека они би
Може би за да дестабилизира Србија би одговарало таква ситуација, но не верувам дека тоа е ситуацијата, бидејќи има многу информации, има многу истраги на оваа тема, која што ги значи официјални институции истраги кои ги поврзуваат овие работи со пари од арапскиот свет. Со финансирање од арапскиот свет. Што одговорно тврдам. Еве ако некогаш во иднина некоја таква истрага се појави на виделина, еве памтете емисијава е на 23.7.2024. Значи има големи истраги за ова. Давид Симоновски го избриша коментарот. Он работел во голема компанија, него му платила компанијата да лета у бизнес класа 8 сата лет. Ама нека лета он до Марс ако сака. Давид Симоновски. Овде народот плаќа. Компанијата тебе може да ти плати ако сака и приватен авион. И приватен. Не мора да идеш во прва класа. Сам иди. Не ми е гајле што ќе ти плати на таа компанијата. Ама што јас како граѓанин на оваа држава, Филип, Милош и сите други, да. Сите други што гледате, што ќе му платиме на премиерот, тоа имаме право да чечкаме, да прашуваме. Пушти му на Давид да види у каква држава живее. Не, чеше, пред да го пуштиш тоа. Не, ама чека, не знае за што е. Тоа е ранг. Не го пуштај ранг, не го пуштај. Знам дека сакаш тоа да пуштиш. Друго сакам да кажам. Преска да ти дам контекст. Преска еден коментираше од гледачите тука, како ќе коментирате статусот на Груевски со кој што го оправдува наводно бизнес класата на Мицкоски. Прво, ако се прочита статусот на Груевски таму вика бизнес класата, летањето во бизнес класа не е главниот проблем во државата, туку бизнес класата е популизам или површна тема која што ја употребува опозицијата за да мисли на СДСМ за да стекне некои ефтини политички поени. Вели опозицијата треба да се занимава со суштински проблеми во државата и подолу во статусот вели слаба опозиција значи слаба и раскалашена власт без контрола. И вели дека опозицијата треба да се занимава со суштински теми, а не со авионот. И со бизнес класата, со што се согласувам, мислам дека ова е тема за нас медиумите и за јавноста, а опозицијата треба да има малце посериозна контролна улога. Секако, нема да се согласам дека не треба СДСМ да спомне дека се возел во бизнес класа. Треба, но фокусот би требало да им биде на посуштински теми. И Милош има одлична поента, поели? Држава во која што прво е тајна колку пари биде потрошени пари на граѓаните за едно патување на Мицкоски и неговата кумова тајфа. Мислам дека тоа е тема која што треба да се занимава опозицијата, затоа што како прво тоа не беше јавно достапен податок. А најголемиот уште немаат одговорено, така? Уште немаат одговорено. Уште не одговара. Уште не кажуваат колку наши пари потрошиле за да се прошетаат во Америка. Сега, што е поентата? Поентата е дека живееме во третата најсиромашна држава во Европа. Значи, ние не можеме да правиме компарација ниту со Србија, ниту со Босна, ниту со било освен никој од нашите соседи. Дури и Косово е пред нас на оваа листа која што ја најдовме. Значи, полоши во Европа се само Молдавија и Украина. Еве е листата. Ова е графа, еве е листата сега. Пушти ги паралелно една до друга. Значи, ова е визуелен приказ за тоа кои се најсиромашни во Европа, а има и ранг листа, Македонија е трета најсиромашна држава. Значи, ова е по глава на жител, атлас метод користен во американски долар. Сакаш да кажеш дека патувањето на Мицко е поскупо него GDP по човек за цела година во држава? Значи, колку вреди еден наш човек во текот со примања во текот на цела година? Само карта е поскап. Он потрошил повеќе пари од еден човек што вреди за цела година во државата, така? И затоа е ова тема у Македонија. Затоа што сме доведени као нација на просветски стап. Чекај малку, да прашаме една друга работа. Не знам дали ќе им пасува на гледачите, меѓутоа мене тоа не ме интересира. Ја не сум тука да
да се осеќаат пријатно, него сум да ги поставам прашањата како што ги мислам. Абе, чувство на срам имаат ли? Немаат. Чувство на срам. Немаат бе, цела држава ја дупат. Етика, морал, основни параметри, основни постулати, што би рекол овој Кичевчанецот. Нели усваја постулати. А тие постулати што за граѓаните се, а не и за нив? Тоа е за племсот. Абе во политиката основна работа треба да биде да покажеш дека сочувствуваш со тој народ на кој што си ти дел, и народот има 24.000, 25.000 плата, а ти имаш 150.000 плата, и уште 300.000 плаќаш карта за Вашингтон. И објаваш 2,5 милиона дека ти вреди сат. Абе, одлепија они за кратко време. Не знам дали приметувате. Значи, ја не очекував дека таква ароганција и такво крвничко однесување ќе покажат за првите месец дена. Така што Ја мислам дека знаевме сепак, Филип. Пошто предупредував. Ја не очекував дека до Волку. Предупредував. Значи, не очекував дека до Волку ќе предупредувавме со какви луѓе се има народот. Ние предупредувавме. Јас знам каков човек е тој. Овој братот, другар, професор, господин, доктор и господин и лидер и политички бог. Меѓутоа, вака дека ќе збеснат, вака дека ќе изгубат сидро и вака дека ќе се однесуваат стварно како политички богови. Не очекував дека за толку кратко време. Мислев дека ќе се кријат, пошто до сега се крија. Крија имоти у странство, крија обрти у странство, крија земјишта у Скопје, сати, све крија. И сега одеднаш све извадија. Што дека многу пратеници добија и им се може. Ама еве, добро, окей. Давид Симоновски, ја нема да ти кажам и да ти одговорам ништо за глупостите што ги пишуваш. Еве ти го пуштиме сега лидерот, да го видиш како ти направи. Пред да го зашо го пуштиш? Па го видиме што му направи вчера, што му кажа зашто патувал со бизнис клас. Објаснувањето на Мицковски, да го погледне. Ај пуштете го тоа, па после тоа другото што ти кажам. Ајде. Зошто летавте со бизнис класа, своевремено се сеќавам дека директорот на агенцијата за туризам мораше да поднесе оставка што летал со бизнис класа. Денеска го читам вашиот сопартиец Трајко Славски кој вели за да бидат ефикасни на состаноците, не знам, премиерот и министрите треба да летаат со бизнис класа. Сепак се работи за земја која што досега еве кажувавме каков ни е биџетот, колкав е дефицитот, колку должиме и слично. Јас би сакал, ако може, Македонија да има пристојно летало и воопшто да не ги користиме услугите кои што вие ги кажувате на комерцијалните авиокомпании, но нема. Ако има ФЕВЕ сега, да речеме, како држава, ако имаше пристојно летало, кога бев сега на самитот на Европската политичка заедница, како што дојдоа сите, вклучително и нашиот сосед, да речеме Северен Србија, вклучително и како што велите вие мојот другар Орбан, вклучително и сите, Макрон, Шолц, Мицотакис, Радев, имаат сите различни си дојдоа буџети од нашите, не сме ги разгледали. Не, толку многу е открадено од оваа држава што до сега се една цела флота е однесена таков тип. Да, меѓутоа знаете како е кај граѓаните, кога ќе видат ваков буџет, ваков дефицит, ако летате со бизнис класа, не ми давате простор да одговорам. Заради комодитет летавте, заради концентрација или заради впечаток кај останатите премиери? Сега да се вратам на темата, ќе ви одговорам и на тоа. Ке отидев, ке го завршев самитот и ке се вратев. А ја вака 3 дена бев на пат. И постоеше можност да не се вратам поради интернет проблемот кој што откажа повеќе од 1000 летови во Европа. Среќа. Тој не беше предвидлив, не знаевме. Ама се случува се во живот. Најдобро. Да имавме пристојно летало, ке отидевме и ке се вратевме. Значи одбивате да летате во економска класа како премиер. А сега како летав? Ако немаме пристојно летало. Како летав јас на тие летови, ке ги прашате патниците кои што летаа со мене во која класа бев и во каква класа бев. Иначе обично седам на emergency exit поради тоа што има поголем простор за нозете некаде помеѓу 11-тиот и 12-тиот лет. Таму седевте сега? Да. Не седевте во бизнис класа, така да кажете? Кога летав за Лондон,
седев помеѓу 11-тиот и 12-тиот ред од седиштата Да, ама за Америка на со компанијата Austrian Airlines. Да, кога патував од Виена до Вашингтон и од Нью Йорк до Виена, бев во бизнес класа, затоа што не можам, имам здравствен проблем со колената, потоа не можам еден ден да бидам функционален, бидејќи сум малце повисок и затоа одбрав така. Но од Скопје до Виена и од Виена до Скопје бев во економска класа, повторно ќе ви кажам, на emergency exit, 11-12 ред седишта, исто бев и сега, и во минатото секогаш било така, и во иднина така ќе биде. Премината зашто летавте со бизнес класа, своевремено се сеќавам дека директорот на агенцијата за туризам мораше... Каква брука. Давид, кај е тој Давид? А мислиш некој му верува за ова што го збори? Ај вака сега, прашувам, публиката. Дали некој од вас 1500 луѓе што гледате, пошто има и на Facebook околу 300, дали верувате во ова објаснување ли е, што ли е, не знам. Овај обид да се менаџира негативната енергија. Пишете само да или не, многу ме интересира. Значи, како ги дупи тие што го гласале, тие што го поддржале, тие што трчале рамо до рамо со него овие 7 години, кои што поверувале дека може оваа држава нешто да биде различно. Значи, да го прифатиме и на Груевски да го прифатиме објаснувањето. Не може. Јас не го прифаќам. Не може да излезе ВМРО ДПМН и да бара оставка од Тупанчевски затоа што бил со бизнес класа во Рим. Не може да побара да излезе и да бара, мислам дека еден беше од Министерство за култура кој што имаше патувано со бизнес клас. Не можеш ти да бараш од нив оставка. Прво нешто што доаѓаш на власт, и си спремаш 21 човек кумова тајфа, идете у Америка да се прошетате. Ама нели повеќе биле 27? 27 само од министерства? 27 од министерства. А МТВ? И МТВ, да. Ние исто ги плаќаме. Поентата е, доаѓаш на власт, бизнес класата, авиончето, гори државата, 27 човек да се прошетате. Ја не можам да ги разберам тие кои што се уште го бранат. Значи, од вас зависи дали овој човек ќе владее како сите до сега, полошо или подобро. Нереагирањето на вакви ситуации доведува до кревање на егото и самодовербата на вакви пролазни ликови у македонската политика и у македонската историја, доаѓа значи до кревање на нивната самодоверба и продолжување уште полошо по ваш грб, со ваши пари, за работи кои што ветувале дека нема да ги прават. Ај сега пушти му ги другите видеа. Хајде да видиме, да видиме како човек кој што има проблеми со колената, толку многу спортува. Спортува 6 дена во неделата, спорт не објаснува. Кој што е особено пушти го да го видат видеото, после ќе го коментираме. Не е некоја тајна дека секој утро вие сте на водна. Па не секој утро. Многу често. 2 до 3 пати неделно. А 2 до 3 пати сум во вежбална. И еден ден правам пауза. За нас, што се качуваме на водна еднаш во 3 месеци и еднаш во 6, тоа е секој ден. Го сакате спортот? Сте се занимавале посериозно со некој спорт? Да, јас сум сериозно и фрустриран пропаднат спортиста. Не е некоја тајна дека секој утро вие сте на водна. Па не секој утро. Многу често. 2 до 3 пати неделно. А 2 до 3 пати сум во вежбална. И еден ден правам пауза. За нас, што се качуваме на водна еднаш во 3 месеци и еднаш во 6, тоа е секој ден. Го сакате спортот? Сте се занимавале посериозно со некој спорт? Да, јас сум сериозно и фрустриран пропаднат спортиста. Не е некоја тајна дека секој утро вие сте на водна. Па не. Пипна за коленото, го заболе малце. Пошто му текна дека се качува на водна. Ама си ги дупи, бе, брат. Нели гледаш како ги шупчи? Онака брутално. Сите го памтиме, по водна се качуваше секој ден висеше, дури пола членство викаше овој се вртели у партија или само по планини се шета. Ама ја вежбам секој ден вежбам со исто. Ама тебе те болат ли колената? Ја имам скинат вкрстен лигамент, имам скинат менискус со све. Па за тебе прва класа. Со све рскавица има откачено од колено и имам пукнат страничен А кошарка играш? лигамент.
Не играм кошарка, вежбам. Па за тебе од сега, Теретан. за тебе од сега прва класа. Значи за мене прва класа. За тебе прва класа. Види, Бајден, кој што реално имаше почетни, кој што има реално почетни фази, мислам дека на деменција. Памти што кажал. Не памти само што кажал, него човекот се трудеше и целата американска држава се трудеше максимално да го скрие моментот дека он има некаква физичка слабост. Овој излегува и дава, замисли, да каже, да излезе Владимир Путин и да рече ја го правам ова затоа што ме болат колената. Александар Мицов Добро, вика. ама не можеш да го споредуваш сега и ти Не, ама еве било ама и ти кој. претеруваш, брат. Било кој бе, Еди Рама, значи, политичар да покаже здравствени. Абе, ова е само, како ти кажам, приглуп изговор, кој што му го смислиле тие околу него, Парите што да му му ги вратат. смислуваат таквите, нели, наративи. Приглупи. Ова ти е приглуп изговор, зашто видоа дека има штета по угледот, мислам углед, не угледот, него по рейтингот. И тоа за нив сега ќе биде идеја водилка како да постапуваат. Кога ќе мислат дека нешто им прави штета, ќе се правдат со вакви приглупи муавети. Кои што после нели ќе ги експлоатираат во нивните телевизии, вебсајтови и така натаму и ќе пледираат на тоа, ќе се молат да не разбере членството дека уствари станува збор за не знам, коментари, односно објаснувања кои што не треба да се дадат ни на основци. Што Морам да викат? прочитам два коментари. Александар Мицов вика: "О, брате Мечка, ти си за ремонт, за приватен авион." Тоа беше коментарот на докторот Камиловски кога ми го виде снимката и рече: "А, па ти за ремонт беше си дошол да дека иде во операција." И вториот е дека Борис Чупе вика: "Мечка со тие диагнози само за авионот на Трамп." Со масерки. Скапо е тоа. Сега, откако констатиравме Дека ги дупи. дека ги дупи, дали може да опуштиме свирчето? Може. Ајде да опуштиме свирчето. Ајде. Да посвират малце најватрените подржувачи. И сега, откако видовте како тоа изгледа, кога Мицковски ви викаме болат колената, затоа трошам 25.000 евра по одење на самит само за пат, само за авион, да не правиме обед хотели, превози таму и така натаму. Само за авионски карти Мицко потрошил 25.000 евра зашто го болело коленото. Ај пушти се овдека да видиме овде. Пушти го тој повикот. И инструментот иначе Васморовска гајда. Да, Васморовска гајда. да. Ајде да видиме. Како вели Ангела самохрана мајка на две дечиња која се соочува со сколиоза од 83 степени и има големи болки, потребна е финансиска помош за операција која изнесува 27.000 евра. Да помогнеме сите колку можеме за да го продолжи животот без болки и сколиоза. На Мицко коленото е 25.000 евра по пат, по одење. 25.000 евра на 8 сати. Е на Мицко коленото. Коленцата. Девојчево има е самохрана мајка. И треба 25.000 евра за да се оперира од сколиоза. И сега муабетов, ама ја имам болки у коленото и затоа морам да платам толку пари. Ние Ова- да платиме. Да. Ние плаќаме. Ние Да, да ние. платиме тоа. Ние. Ја не ќе да ти даеме 25.000 евра за бизнис класа, не сакам. Ке стоиш у авионот колку автобус ако треба. Додека у држава има Вакви случаи. народ кој што нема леп да јаде, кој што не може у школа да прати дете, кој што не може да се излечи, кој што нема основни средства за живот. 25.000 евра за авионски карти по човек, додека ова девојче бара
толку му треба за да се излечи, Да живее нормален живот. за да живее нормален живот. Ти ми избориш колената, те болеле. Абе, да, што зборувате вие, бе? И уште ке седи, ке ми го оправдува овој Трајко, и овдека гледам некои Свирачи се тоа. овие Лаку ноќ свирачи. што зборувате вие, бе? Па зашто не му даде 25.000 евра на девојче? Со SMS пораки да се лечиме и со телефон. Да лечиме деца. Се нормални сте, не сте нормални, бе. Кого браните, бе? Што браните? Што оправдувате?